Ето, почитувани гледачи, имате можност да го проследите прилогот подготвен од информативната редакција на ТВМ телевизија во врска со денешната тема. Зборуваме за потребата од покренување на иницијатива за стопанисување со селските водоводи, се со цел да се подигне нивото на квалитетот на водата која што овие луѓе ја пијат. Јавувајте се, коментирајте 231 402 вие телефонскиот број. Во очекување на вашите јавувања, ние си продолжуваме со разговорот со моите денешни гости. Имено неодамна се одржаа 50-тите поред детски рацинови средби. Сара Джелили од Општинското угостителско-туристичко училиште, Ванчо Питошевски си освои награда, незиниот ментор Перчо Божиновски, професор на македонски јазик и литература, и двајцата мои гости во рекламата. Добро утро и како сте? Добро ми дојдовте. Добро најдовме. Добро утро. Благодариме за поканата. Сара, може и со професоров малку да започнеме? Да. Божиновски, како се случува? Секоја година учествувате на детските рацинови средби, станува збор за навистина квалитетна, еднako не е една од најквалитетните поетски манифестации, барем кога станува збор за учениците. Како се случи да учествувате или тоа ви е традиција, секоја година сте дел од ова? Детските рацинови средби се настан кој што е од највисок ранг во државата, кога станува збор за поетска манифестација. Оваа година беа јубилејните 50 детски рацинови средби. Не може сите да учествуваат, затоа што на почетокот организацијскиот одбор, клубот на писатели Коста Солев Рацин објавува конкурс. На тој конкурс се јавуваат учениците од основните и од средните училишта. Оваа година, од она што слушнавме од записникот на организацијскиот одбор, дека конкурирале 230 литературни творби. Поделени во категорија основни училишта и средни. Што значи дека во таква висока конкуренција тие доделуваат прва, втора, трета награда во двете категории и гран-при награда која што ја даваат. Учествувавме на конкурсот. Сара ми ја даде творбата, прво беше текст, меѓутоа рековме малку да го видоизмениме, ќе одиме со поезија, со творба, сепак нели Рацин. Поет, градот Велес, и ќе одиме со таа тема. Сара, која беше темата за која што пишуваш? Мојот град, моја инспирација. Да. Колку Охрид ти е инспирација? Многу. Да? Да. Кој дел од Охрид најмногу ти се допаѓа? Езерот. Езерот? Да. Така. Колку време работеше на поемата, колку време ја подготвуваше, колку време ја пишуваше? Ето што кажа твојот професор на самиот почеток било тоа текст. Да. Колку време го подготвуваше, колку време си работеше на тоа? За 2 сати. Браво. Толку ти беше потребно да го напишеш? Да. Кажи ми сега, љубител си повеќе на поезијата или на прозата? Поезија. На поезија. Да. Така, кој ти е омилен автор? Како? Кој ти е омилен поет? Кочораци. Да. И имат и други, ама не знам на македонски кои се. Така. Ти имаш основно образование завршено во Албанија, така? Да. И сега ни дојде тука во Охрид да учиш. Да. Како се снајде во срединава? Колку си задоволна како те прифатија твоите другарчиња? Добро. Така. Ајде да направиме една пауза, да видиме кои настани личности го одбележале денешниот ден из историјата, а потоа ќе си продолжиме со разговорот со моите денешни гости. На 7 ноември 680 година започнал 6-тиот Вселенски собор во Цариград. Главна одлука на соборот, кој траел до 16 септември 681 година, било дека Исус има двојна природа, човечка и Божја, и со тоа биле побиени и прогласени за ерес тврдењата на монотелитите дека има само Божја природа. На денешен ден во 1665 година започнал да излегува најстариот весник кој што се издава и до ден денес, Лондон Газет. На овој ден во 1913 година роден е францускиот книжевник Албер Ками. 1917 година на 7 ноември или 23 октомври по стариот календар во Петроград избувна социјалистичката револуција во Русија,
подоцна наречена Октомвриска револуција. 1944 година на денешен ден ослободен е Охрид. 1944 година на овој ден Френклин Делано Рузвелт по четврти пат е избран за председател на Соединетите Американски држави. На 7 ноември 1990 година на првите председателски избори по пауза од 17 години Мери Робинсон е избрана за председател на Ирска. Ете, почитувани гледачи, имаме можност малку да поднаучиме историја. Продолжуваме ние понатака со разговорот со моите денешни гости, Сара Джелили од Општинското угостителско туристичко училиште Ванчо Питошевски, нејзиниот ментор, професорот по македонски јазик и литература Петчо Божиновски. Навистина и причина убава и повод убав, освоената награда. Божиновски, колку е тешко, колку е лесно да им се вроди љубовта или барем ако ништо повеќе да се развие интерес кај децата за читање на без разлика дали станува збор на поезија и проза, а тоа да не биде во електронска форма. Да се земе книга во рака. Знаеме дека во овој свет на електронска комуникација, на електронски медиуми, е многу потешко да се фати книгата, да се фати хартијата во раце. Меѓутоа, кај учениците, да, може да се вроди таа желба, таа љубов. Инспирацијата се имаат самите. Тоа, нели, го носат од основно образование, бидејќи јас предавам во средно образование. Меѓутоа, и не е ни доцнани во средното образование, со помош на доловувањето, со помош на интерпретацијата на песните и на делата, може да се вроди таа љубов. Секое дете има во себе нешто кое што може да го искажи и да се пронајде себе. Моментот и вистинското време. Така. Што најмногу сакаш, Сара, да читаш? Романи. И поезија ми бенди се. И поезијата ти се допаѓа. Да. Од романите што ти е најинтересно? Читаш литература она што би е задолжителна, да речам лектири, или си читаш и нешто надвор? Лектири ми попоќе. Така, повеќе лектири. Да. Со македонскиот надвор. така. Така. Со македонскиот јазик се снајде? Не. Така, полесно ти е, потешко ти е сега? Полесно. Зашто ќе учам. Така, нормално. И цела настава ти е сега на македонски јазик. Запишана си во прва година, кој смер си? Во која насока си? Која насока учиш? Во угостителско-туристички техничар. Угостителско-туристички техничар. Зошто ја одбра оваа струка? Ме тоа баш ја попојша од другите. Така? Да. Повеќе ти се допаѓа. Се гледаш себе си во туризмот, сакаш да работиш во туризмот? Да. Супер. Перчо, исто ме интересира, кога станува збор за учество на вакви, без разлика дали е конкурс на национално ниво или конкурси тука кои што се организираат во нашиот град, каков интересот е кај децата, дали тука треба вие да ги мотивирате, дали ви се случува сами да дојдат и јас сакам да учествувам на ова и ова. Сум слушнал, сум разбрал, или вие мора прво да ги информирате, па... На почетокот дури се состави таа екипа, тој тим, да речам, во литературната секција кој што работи, е навистина потешко. Информациите одат на состаноците кои што си ги имаме, во дали ќе биде тоа на неделно ниво или во текот на месецот неколку пати, во зависност и од конкурсите и од активностите. Меѓутоа, потоа не. Потоа самите доаѓаат и велат јас ова го напишав или некогаш може да се случи да станам наудзор и да видам месенџер пратено од учениците, дали творба, дали некаков текст, и другиот ден ќе ми речат, па синоќа мислев, добив инспирација и го напишав. Така сум им кажал и јас и сум им рекол, значи кога
не мора да имаме конкурс. Вие кога ќе ја добијате инспирацијата, моментот, напишете го нешто, пратете ми го, ние ќе го имаме во фолдерите, така наречени, и викам ќе го пратиме на конкурсите кои што ќе се објават. Што работите друго на литературната секција? Секогаш ме интересирало. Што Литературната секција е најважно, значи да се разберат литературните родови и видови. Значи да се види што е лирика, што е епика, што драма, да се разработат, за да може понатаму да се продолжи и во обработката на поезијата, меѓутоа и во пишувањето. Учиме како да се создаде еден текст, како да се стилизира, како да се верифицира, стилските фигури, како да се збогати текстот, и нормално како креативно да се напише еден текст. Така. Колку се генерацииве сега, ето ти работиш во средно образование и веќе треба да биде една оформена личност, барем кога станува збор за писменоста. Со какви случаи се среќаваш? Пишуваат медиумите дека имаме генерација која што е насочена, ајде да не речам тежок збор е тоа што го има употребено функционално неписмена, меѓутоа своето внимание го насочуваат само на определен дел од литературата, па дури имаат проблем, што викаш, и да препознаат одредени родови. Мора да се работи. Мора наставниците, учениците, родителите, заедно сите. Таа е борбата со електронските медиуми, мора да се изнајде решение заедничко, кога ние да се разбериме, не дека е лошо тие да поминат време на интернет, меѓутоа да се насочи тоа да има некаква смисла, тоа што го прават и тоа што го читаат. Апсолутно. Глобализацијата си го прави своето, меѓутоа јас велам, нема откажување, заеднички сите мора да постигнеме нешто. Така, и да ги насочиме онаму каде што треба. И Сара ни е пример, значи таа своето образование не го имала на низиниот мајчин македонски јазик, а сепак се труди да пишува, што е доказ дека и освојува награди. Дека јас знам дека навистина е најтешко својот јазик да си го научиме. Така. Сара, ова е мотивација за тебе, ќе учествуваш на нешто друго, планираш? Да. Сегам да пишам и да пишам романи. Така? Да. Сега, значи, на следен конкурс која ќе има нешто малку подолго да им пратиш некоја. А си пробала да седнеш и да пишуваш? Си пробала да пишуваш нешто подолго, роман? Да. Да? Да. Докаде е? Докаде си стигната? На почеток си или? Не знам. Сега го чита Достоевски. Па ти тешко чети го. Психолошките романи и реков ја за прва година навистина е тоа преголем предизвик. Меѓутоа, добро. Ако, супер. Ќе го објасниме, иако се работи тоа во трета година. Кој дел го читаш од Достоевски? Браќата Карамазови. Супер си одбрала, супер, одлично. Нема јама злосторство и казна, тоа е ептен па тешко. Како и да е, честитки за наградата, само продолжи вака со работа и ќе ни донесиш уште некоја награда. Вие продолжите, професори, со работата со децава и не се сомневам дека ќе ми бидете повторно гости во Јокламата. Успех понатака, успех на приватен и на професионален план и ви благодарам што ми дојдовте во Јокламата. Исто се најдобро. Продолжуваме, почитувани гледачи, со Јокламата, реклами се наред.